Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание ќе гледате. СДСМ и ВМРО ДПМН со различни ставови за изборниот процес и уредбата за замрзнување на изборните дејства. На 15 мај ако заврши вонредната состојба и доколку не се продолжи истата, на 16 мај треба ние да влеземе во кампања што е надвор од памет. Секако има време и ДИК, имаат време и политичките партии, бидејќи знаат што ги очекува како ќе биде укината вонредната состојба. За ефектот од мерката за задолжително носење маски. Правата заштитна маска, респираторна маска, зборувам хируршка маска, е ваков тип на маска. Какви се искуствата од Европа? When we both have a face mask, I protect you, you protect me. Активизам за време на полициски час. Бездомните животни во овие денови особено зависат само од нас за вода и за храна. И во Македонија ќе се лекува COVID-19 со крвна плазма од излекувани. Препорака е да се употребува плазмата кај тешки болни. Борбата против корупцијата во време на вонредната состојба. Ја гледате снимката, почнаа да го уредуваат речното корито. Дали ви личи на вас во ова на уредување на речното корито? Дали и како коронавирусот ќе влијае на одржувањето на првата меѓувладина седница ЕУ Северна Македонија? Hopefully, we're going to see an factual start to accession talks, but I would be also not too optimistic about high speed. Доколку не може во живо во Брисел, може истото да се направи онлайн. Кратка пауза па најавените стории. Двете најголеми партии, СДСМ и ВМРО ДПМН, имаат различни ставови за парламентарните избори што треба да се одржат во следните месеци. Владачката партија смета дека уредбата со која беа замрзнати изборните дејства ги дава одговорите на сите дилеми, додека од опозицијската сметаат дека просто продолжување на изборните дејства таму каде што застанале е неприфатливо. Галина Николовска-Ризвановиќ. Службен весник број 72 од 21 март 2020 година е изданието во кое е објавена владината уредба со законска сила за прекин на изборните дејствија за парламентарните избори закажани на 12 април. Спроведувањето на изборните дејствија ќе продолжи од денот на престанок на вонредната состојба. Сите изборни дејствија кои се преземени согласно одредбите на изборниот законник до денот на стапување на сила на оваа уредба се сметаат за важечки. Токму овој член од уредбата кој предвидува дејствијата само да продолжат каде што застана, сега предизвикува разногласие меѓу политичките опоненти. На 15 мај ако заврши вонредната состојба и доколку не се продолжи истата, на 16 мај треба ние да влеземе во кампања што е надвор од памет. Секако има време и ДИК, имаат време и политичките партии, бидејќи знаат што ги очекува како ќе биде укината вонредната состојба. Дали со спласнување на корона кризата земјава повторно влегува во политичка криза? 5 јули е еден од можните датуми што неофицијално се споменуваат како термини за избор на новиот состав на собранието. Официјално сепак и власта и опозицијата велат дека мислат само на здравјето на граѓаните и дека нема разговори на темата дали изборите ќе се одржат 22 дена по укинувањето на вонредната состојба како што предвидува владината уредба. Но тоа што немало разговори не значи и дека партиите немаат различни мислења. Така, најголемата опозицијска партија веќе јасно декларира дека не гледа логика следниот ден по укинувањето на вонредната состојба да се влезе во кампања. Не само поради условите во кои што во моментов се наоѓаме со сите овие закани од коронавирусот, туку и реално тоа е невозможно. Еден пример зошто тоа е невозможно според Јанушев е што состојбата на избирачкиот список не може да биде иста како што била за одложените избори за 12 април. Согласно изборниот законник, секое лице кое што до денот на одржување на изборите, полни 18 години, мора да биде запишано во избирачкиот список без разлика дали има валиден документ за лична идентификација, односно лична карта или пасош. Владеачкиот СДСМ пак смета дека роковите треба да продолжат да течат од каде што застанале, затоа што така било договорено на лидерската средба кај претседателот на државата непосредно пред прогласувањето на вонредната состојба.
Откако ќе биде укината уредбата, продолжуваат да течат роковите, односно 24 дена после укинување на уредбата треба да се одржат парламентарните избори во нашата земја. Дупката која ќе се јави со избирачкиот список според подпредседателот на СДСМ може тековно да се реши. Секако мислам дека не е некоја комплицирана операција во однос и на ДИК да ја заврши својата обврска и работа. Секако како ќе се утврди денот на изборите по укинување на уредбата, секој полнолетен граѓанин има право да гласа. Земајќи ги предвид различните ставови, следните логични прашања се: како ќе се одреди датумот на избори по завршувањето на вонредната состојба и како ќе се распишат изборите? Нивно да има повторно лидерска средба со учество на сите релевантни политички партии и се надевам дека врз база на еден консензус помеѓу сите партии ќе се определи новиот датум, но секако од формално правен аспект ќе мора да се донесе измена или нова уредба со законска сила од страна на владата. Треба да има само нова уредба, нема потреба да има нов договор, бидејќи сите се договориле дека по укинување на уредбата за вонредна ситуација да продолжат роковите кои што беа стопирани поради вонредната состојба. Државната изборна комисија, чиј состав го предлагаат политичките актери, со владината уредба за замрзнување на изборните дејства доби обврска еден ден по завршувањето на вонредната состојба да објави нов роковник. Првиот човек на ДИК Оливер Дерковски, кој дојде на предлог на ВМРО ДПМН, смета дека не е возможно изборниот процес да продолжи од таму каде што застанал. Едноставно не може да продолжи кампањата. Не може нити да се заклучи избирачкиот список кој е услов за понатамошните действија и за одржување на изборите. Значи, тоа е услов за да се одржат вистински избори. Значи, мора да се направи она што кажав претходно, да се овозможи повторно ажурирање на тој список, да се направат сите други действија кои што следуваат согласно тоа и после тоа да се определи датумот за кампањата, за почетокот и така натаму. Дерковски вели дека ги чекаат потезите на другите институции и актери. Прво Уставниот суд да се произнесе за постоечките правни акти поврзани со изборите, а потоа и на политичките лидери со консензус да го одредат датумот. Нити е ДИК, Државната изборна комисија, надлежна да определи датум на избори, нити ќе определи датум на избори. Се знае кој е надлежен за определување. Во изборниот законник, во членот 12, јасно пишува дека председателот на собрание носи поединечен акт со решение определува кој е датумот за одржување на изборите. Ке треба веројатно сите политички фактори во државата да седнат на една маса, да ги договорат сите детали за како понатаму да се одвива овој процес. Според најавите од председателот Стево Пендаровски, тој ќе ги покани лидерите на средба во првата половина на мај, на која меѓу другото ќе се разговара и за изборите. Од СДСМ засега нема согласност за лидерска, со образложение дека изборите не се приоритетна тема. Нивото на успешност на спроведувањето на мерката за задолжително носење маска, марама или шал се наметнува за клучна одредница за идните потези на власта. Зоран Јовановски ви ги пренесува искуствата од Европа и ставовите на домашните експерти, особено за тоа која маска каков ефект дава и дали има полза од носење макар марама околу устата и носот. Чешка деновиве е најчесто споменувана како прва меѓу европските земји која воведе обврска за носење маска поради коронавирусот. Тоа се случи кон средината на март. Сепак, не сите чеси носат медицинска маска, но ретко може да се види некој што не ставил барем марама или шал преку устата и носот. Популарната чешка актерка Анета Кернова се појави на промотивно видео насловено "Како значително да се забави коронавирусот", во кое ги охрабрува останатите земји да го следат чешкиот пример и да воведат задолжително носење маска. I know. They may be told you that masks wouldn't protect you, but there are studies proving that even a homemade mask can be partially protective. Partially. Any protection is essential today. Кампањата ја поддржаа политичари, лекари, академици. According to our professional experience, a simple homemade mask can prevent up to 100% of the spread of potentially infected microdroplets. Видеото стана многу популарно и споделувано на интернет со хаштагот "Маски за сите".
На YouTube има речиси 6 милиони прегледи. Го сподели и чешкиот премиер Андреј Бабиш, кој на Твитер му порача на американскиот претседател Доналд Трамп да се обиде да се справи со вирусот на чешки начин. И самиот чешки премиер постојано носи маска при јавните настапи, а тоа го прават и сите представници на владата, давајќи поддршка на кампањата. Чешкиот пример го прифати соседната Словачка. Вака изгледа секоја пресконференција на државниот врв на Словачка. Ова искуство почнаа да го следат и други земји. Саксонија е првиот регион во Германија што воведе задолжително носење маски, а токму од денеска тоа е обврска во целата земја. Ова се снимки од градот Дрезден, каде маски се делат бесплатно. Примерот го следи и Австрија. Без маска не смее да се влезе, на пример, во маркет. Полицијата во овој парк во Лондон проверува како се спроведуваат мерките против ширењето на коронавирусот. Градоначалникот Садик Кан повика да се носат маски кога социјалната дистанца не е можна. What it does do is stop you passing on the virus if you're pre-symptomatic or asymptomatic. And what we need to do is reduce the passing of the virus. And that's why I'm lobbying the government's experts to change their advice and the government to change their guidance. Од четвртокот носењето маска е задолжително и во Македонија. Ова е службениот весник во кој е објавена уредбата со која секој граѓанин е обврзан да носи маска, шал, марама или слично. Но, например, во моментов јас не морам да носам. Еве и зошто. Носот и устата не мора да ви бидат покриени додека сте на отворено, но само ако има доволно простор за да се одржува растојание од 2 метра. Воспротивно, дури кога сте на отворено, например во парк, мора да носите заштитна опрема. Според уредбата, кога спортувате некој индивидуален спорт, например возење велосипед, не мора да носите маска. Но на улица Македонија има многу луѓе со кои се разминувам на помалку од 2 метра. Па тука, иако е отворено, заштита е задолжителна. Ако се возите со луѓе со кои живеете, тогаш не мора да носите маска. Но ако се возите, например, со колегата од работа, мора. Но каква маска е најсоодветна и дали на вистина дури и дома произведена маска или марама заштитува од вирусот? Ивица Апостолов е претседател на Сдруженијето на медицински лаборанти при Клиничкиот центар во Скопје. Тој вели дека ваквите маски со ознака N95 се наменети за професионалци, какви што се докторите. Тие нудат одлична заштита, но според Апостолов, граѓаните не мора да се изложуваат на трошок и затоа не ги препорачува за секојдневна употреба. Исто е неговото мислење и за оваа маска која е со ознака KN95, но е без филтер. Тој порачува граѓаните да носат обични медицински маски, од кои најсоодветна е оваа што од внатрешната страна е бела, а од надворешната е сина или зелена. Плавиот дел, синиот дел, обоениот дел на оваа маска има смисол како? Кога се наоѓам во просторија на која што не можам да направам дистанца од 2 метри, тогаш веќе овој дел ме штити од исплукување, кашлање, гласно говорење кога постои кај соговорникот, за да не дојде до навлегување на тие капличести испрлени флигеови капки, за да овој дел синиот, условно кажано водоотпорен, ги прими, но не ги прима внатре кај што се абсорбциониот дел бел од кај што јас говорам. Значи, овој тип на маски мене веќе ме штити во оваа насока на испрлање. Белиот дел на маската, кој што е абсорбционен, кога јас говорам или сега плукам, кашлам или било што друго, тогаш абсорбциониот дел го задржува внатре и не дозволува да го испрлам према соговорникот. Апостолов вели дека како здравствен работник не би ги препорачал маските со шиени од обично платно, но дека сепак може да најде оправдување за нивно користење ако се земе предвид економскиот аспект. Не може секој граѓанин да си дозволи да троши големи количини за заштита во смисол на вакви маски, бидејќи ние не ни знаеме колку ќе траат овие мерки. Таа текстилна маска пред се ќе заштити во смисол да не вие да го штитите тој што е пред вас. Зборувам на 2 метри дистанца. Пред помало од 2 метри дистанца. Истото тоа кој таа маска би ја носел соговорникот,
Тогаш значи ние доваѓаме до една колективна условно кажано заштита со која што има логика да се носат затоа што се поевтини, а меѓу другото и ефтини за одржување, бидејќи знаете со едно вријање од над 70 степени, таа може да биде дезинфицирана. Според Дугаѓин Османи, микробиолог од Институтот за јавно здравје, шал или марама се соодветна заштита, но слично како и со платнените маски, само во една насока. Ние онака при секојдневен разговор со нашите колеги на работа или било каде, човекот произведува ситни аеросоли кои што некојаш летат, зависно од големината, до 1 метар ако се до 50 микрометри големи, до 2 метра ако се до 20 микрометри, а тие помалите од 1 до 10 микрометри тие знаат и да лебдат повеќе време во воздухот. Така да тој шал или маската што ја спомнам како најниска категорија FFP1 допринесуваат тие ситни аеросоли да не се шират во околината. Заштитата на децата е посебно комплицирана, зашто особено на најмладите тешко може да им објасните зошто мора да се носи маска, а и ретко ги има со соодветна големина. Да се намали потребата да се изложува детето каде што има гужви. Сепак се од ранливите категории за сите болести. Ако може тоа да се намали, добро, ако не, тогаш би требало детето да се навикнува. Доколку не го носи, тогаш подобро да не се става во положба да биде во простори каде што има повеќе луѓе или потенцијален ризик да се преноси болеста, заболувањето. Препораките во некои земји се маска да носат деца постари од 2 години. Објаснувањето зошто да биде на јазик разбирлив за возраста, а ако ништо друго не помага, тогаш да се вклучи и награда за носењето маска, по можност нешто здраво, например омиленото овошје наместо омилената чоколада. Малите деца ќе бидат целосно заштитени ако возрастните ги носат маските. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека маска е задолжителна за деца над 14 години, а за помладите, ако се во затворен простор или во група во која не е можно држување дистанца. Децата ќе бидат заштитени ако возрастните носат заштита, порачува Филипче. Во Чешка, каде веќе 1,5 месец носењето маска е обврска, има 3 пати помалку заразени и починати на 1 милион жители од Германија, која се смета за држава што успешно се справува со заразата. Објаснувањето го има промоторот на мерката, актерката Кернова. So, when we both have a face mask, I protect you, you protect me, and we are both safe. Во време на епидемијата и особено за време на полициски час, помош им треба и на бездомните животни. За активизмот на група ентузијасти Ирена Каревска. Во викендите со продолжен полициски час, на улиците не се само оние што одат по работа или по лек. Бездомните животни во овие денови особено зависат само од нас за вода и за храна. Активистите за добросостојба на бездомните животни имаат посебни дозволи за да прават обиколки низ Скопје и да се грижат за оние за кои во моментов не се грижи никој. За разлика од другите држави каде што ја имаат дури ангажирано и војската и полицијата да ги ранат животните надвор од населените места, кај нас се уште мислам дека не сме стигнати на тоа ниво. Но додека за едни долгите полициски часови се сигнал да им помогнат на бездомните животни, за други тоа е шанса да им наштетат. Виница е само еден од примерите на масовно труење кучиња. Сега изгледа се помасовно, едноставно дали трујачите ја злоупотребуваат оваа состојба на сите градови, па трујат и домашни и улични. Тоа е болка која што трае во Македонија многу долго време, која што не се санкционира. Додека надлежните ги бараат сторителите, активистите спасуваат животи. Освен во вонредна состојба, членовите на Сдруженијето Кане Корзо редовно ги посветуваат и своето време и своите пари на спасувачки мисии и патроли по запуштени периферни делови на градот. Обедина е љубовта кон животните и желбата да им помогнеме на овие напатени души.
кои што живеат на едно сурово место за преживување. Зборот благосостојба овде буквално не постои, како што можете да се уверите и самите. На кучињата на кои не можат да им се приближат, им оставаат храна, на други им даваат шанса за нов живот. Овој пат таква среќа имаше Глори. Ова не е единствената дива депонија која што некои луѓе доживуваат како одлагалиште за своите домашни миленици. За бројот на бездомни кучиња може само да се претпоставува, но едно е факт: без ефикасна државна контрола, во моментов проблемот само расте. Државата малку сериозно да го свати овој проблем и да се реши ова еднашка за секогаш. Затоа што не е во наша моќ ова да го решиме. Ние само ги поправаме последиците од сева. Додека во Скопје не проработи новиот државен стационар, активистите привремено ги чуваат кучињата во своите домови. Во дворот на Ивана има повеќе од 50 кучиња. Еден дел од нив целиот живот го минале на улица, но други се тука поради неодговорни газди. Добро утро. Ове кај сте ви срекички, бе? Ове кај сте? Добро утро на сите. Има и такви кои што собствениците веќе не ги сакаат, ние на добра волја или ради некоја нивна состојба сме решиле да ги превземеме и да ги лечиме и да пробаме да ги вдомиме. Сепак капацитетот е ограничен. На некои веќе им нашле нов дом, но нивните места нема да останат празни. Проблемот е реален. Проблемот се зголемува. За една година како не работи стационарот за залови, стерилизира и врати програма, колку и да ја спроведуваше на некој половичен начин, разликата се гледа. Разликата е тоа што цело време има прилив на нови кучиња, цело време има прилив на нови легла. Дел од нив живеат на депонијата кај некогашниот озлогласен стационар Вардариште, кој до лани го водеше комунална хигиена. Тука треба да проработи новото јавно предпријатие Лајка, замислено како партнерство меѓу град Скопје и Сдруженијата за заштита на животните. Но зошто стационарот не е готов? Директорката ни одговори дека подготовките се при крај. За зголемениот број бездомни кучиња во меѓувреме, од градот велат дека најголем проблем се неодговорните сопственици, поради што имале кампања за бесплатно чипирање на домашните миленици. За неидентификување на миленикот со микрочип, согласно одредбите од Законот за идентификација и регистрација, казната изнесува од 100 до 150 евра во денарска противредност за физички лица и 1000 евра за правните лица. Обврската домашните кучиња да имаат микрочип е од 2013 година, а целта беше да се стави крај на неодговорното сопствеништво. Низ годините беа воведени и казни, не само ако животното нема чип, туку и ако сопственикот го напушти. За 7 години само еден човек е парично казнет за тоа што го оставил на улица домашниот миленик, а ниту еден за тоа што не му вградил микрочип. До сега сите тие лица кои што е затекнато или по пријава е кажано дека не е микрочипиран домашниот миленик, се поминале со едукација затоа што веднаш посем тоа истите го имат и микрочипиран домашниот миленик и активноста беше таква да бесплатно се извршуваше микрочипирањето на домашниот миленик. И додека несовесните сопственици засега поминуваат лесно, се трупаат пријавите против градот за напади од бездомни кучиња. Според податоците што ги обезбедивме од Министерството за внатрешни работи, во 2016 година имало 68 пријави од граѓани кои биле нападнати од бездомни кучиња во Скопје. До 2019 година оваа бројка се зголемила речиси 10 пати на 618 пријави. Трендот се уште расте, бидејќи само во првите 3 месеци годинава веќе има безмалку 200 пријави. Не може да се пресмета колкав удел во оваа статистика има изголемената свест на граѓаните, но факт е дека судските пресуди ја празнат градската каса. На хартија Атанасов решението го гледа во новиот закон кој заглави во собранието, а со кој е предвидена поголема контрола и на дивите одгледувачници на кучиња. Но на терен проблемот може да се надмине само со засилени инспекции и активности од локалните власти. Помошта на агенцијата во процесот ќе се состои во донација на микрочипови за општините. Знаете, има приказни, не знам колку се точни, меѓутоа дека се шетаат кучињата од една во друга општина. Сега ако го најдете исто куче во друга општина,
Ако има микрочипот дека е собственост на не знам, Тетово, да речеме, е најдено во Скопје, тоа е казната ќе си ја плати општината Тетово, не Скопје. Општините кои немаат прифатилишта ќе треба да ги идентификуваат и стерилизираат животните во соработка со ветеринарите, но дотогаш тие остануваат исклучени од приказната. Се додека предлозите се така малку неоформени и секој сака половично до никаде да заврши работата, ефект нема да има. А и верувам дека ветеринарните лекари не само ние како амбуланта и доста од колегите ќе стојат малку понастрана од целата таа ситуација. Во Скопје, откако ќе проработи Лајка, тамошниот ветеринар ќе одлучува кое куче ќе биде чипирано или лекувано, а кое ќе оди на евтаназија. Токму овој дел од програмата на новото јавно предпријатие наиде на критики, па сега се чека да пресече Агенцијата за храна и ветеринарство. Ако работеше Лајка, Глори ќе поминеше ни стационарот, а ако имаше микрочип, ќе се знаеше кој ја оставил на улица и можеби некој ќе беше казнет. Но тоа сега не им е грижа на активистите во чиј дом останува да закрепнува. За нив е најважно дека незиниот сјај полека почна да се враќа и веќе е спремна да биде нечиј нов најверен пријател, кој може да ги разубави и деновите во карантин. Се прават последните подготовки за примена на уште еден експериментален метод за лекување на болните од COVID-19 во Македонија со крвна плазма од излекувани пациенти. Деталите од разговорот на Петар Клинчарски со раководителката на Институтот за трансфузионна медицина Рада Грубовиќ Растворцева. Докторке Грубовиќ, кога ќе започне примена на методот на лекување со крвна плазма од веќе излекувани? Па ние веќе има 2 недели сигурно, значи ги подготвивме протоколите, одобрени ни се од етичката комисија на медицинскиот факултет, доставени се и до Министерството за здравство и веќе активно сме во соработка со Универзитетската клиника за инфективни болести и почнавме со регрутирање на реконвалесцентите од кои прележале COVID-19. Се надеваме дека веќе ќе ги имаме првите доброволни донори на конвалесцентна плазма. Има ли некој критериум што излекуваниот треба да го исполнува? Па пред се, треба да има верификуван доказ дека бил заболен од COVID-19 и дека е лекуван. Потоа треба да има 2 последователни негативни теста и да се поминати 21 ден, без никакви симптоми од вториот негативен тест. И потоа, после контактот кој што ќе го направиме, земена анамнеза, дали се чувствува навистина добро, каква им е состојбата, дали ги исполнуваат некои услови, например, општи рамки да бидат измеѓу 18 години, 60 години, над 60 килограми, и да ги исполнуваат сите услови, за доброволни донори на крв, што би било дека се здрави во моментот кога ги покануваме за дарување без некаква хронична или друга тешка болест. Повторно се повикуваат да се направи трет тест, кој што треба да е исто така негативен, да се направат биохемиски анализи, крвна слика, определување на крвна група, на регуларни антитела врзано со самото крводарување кои би биле поврзани и исто така ќе се подложат на стандардните испитувања за сите крводарители, односно испитување на болести преносливи со крв, на сифилис, сида, хепатит Б и С, и доколку се ова е во границите на нормалата, тогаш ќе може да пристапат кон процесот на дарување на плазма. Како ќе регрутирате излекувани од кои ќе ја земате крвната плазма и што во случај ако некој не сака да биде донатор? Ова е вид на крводарување, нели, само е поспецифично, тоа е доброволно, и не можеме ни под никаква присила, нити ни е тоа целта, никого на сила да го натераме да дарува плазма. Тука се контактите што ги имаме од клиниката за инфективни болести, од пациентите кои што лежале таму и од Институтот за јавно здравје. На нашиот вебсайт, Институтот за трансфузионна медицина, ќе има по-конкретни информации околу дарувањето на конвалесцентна плазма и ќе има и формулар на кој што луѓето кои што ние не ги знаеме, кои што можеби биле асимптоматски и ја прележале болеста, ќе може да се пријават и секако доколку ги исполнуваат условите кои што се потребни да станат донори на ваков вид плазма. Како ќе се решава кои од болните пациенти ќе примаат крвна плазма од излекуваните? Знаете како, нашите протоколи се базирани на европските регулативи, но пред се повеќе на американските, бидејќи тие први после кинезите први почнаа со
собирањето на овој вид и примена на овој вид плазма и ги следевме препораките на американските асоциации на крвни банки, Американската агенција за храна и за лекови, каде што препорака е значи да се употребува плазмата кај тешки болни и кај животозагрозувачки и секако болни кои што значи клиничарот кој ќе процени дека болеста може да прогредира во тешка форма. Дали постојат евентуално некакви ризици од користењето на крвна плазма? Начелно тоа е безбедна метода, меѓутоа сепак минимален ризик можеби постои од, али викам, не поврзано со конвалесцентната плазма, како на плазма добиена од луѓе кои прележале COVID-19, туку од самата значи, плазма која што во многу ретки 0,01% случаи може да даде некаква мала алергиска реакција, инаку друг ризик навистина нема. Што се случува со неколку теми кои имплицираат корупција, што во соработка со БИРН ги отворивме пред неколку месеци и дали некој се обидува дополнително да ја злоупотреби вонредната состојба? Славица Филиповска. Вонредната состојба предизвикана од коронавирусот ги фрли во сенка останатите отворени прашања, не помалку важни за држава која сака да се нарекува демократска и правна. 360 степени прави ретроспектива на 4 емитувани истории кои укажаа на можна корупција. Од различни аспекти на темите нова светлина фрлија и колегите од БИРН. Ве подсетуваме и проверуваме што се случува на овие жешки точки неколку месеци подоцна. Со жив штит земјоделците од Карбинци зимава ја бранеа реката Брегалница. Обвинуваа дека фирмата ангажирана за уредување на речното корито само црпи песок кој потоа го препродава. Сите се против песокот, што се краде, значи не се уредува речното корито. Тоа е катастрофа, криминал голем се работи. Увид тогаш направи водостопанската инспекторка Лидија Зафировска. Констатираше дека не се работи според добиената дозвола и ја задолжи фирмата да ги санира штетите. Лаудата инспекторки, само така, ние ќе те потржуваме и ќе стоиме позади те. 4 месеци подоцна, карбинчани велат дека уредувањето на реката до крајот на март било стопирано. По прогласувањето вонредна состојба, земјоделците кои имаат право на движење забележале разнесување на речен песок за време на полицискиот час. Седеа едно 3 месеци, значи сега, значи за време на коронавирусот додека траеше, искористија можноста што дојдоа, значи се багерот се работел, значи камиони почнаа да копат. Значи еве ги ја гледате снимката, значи почнаа да го уредуваат речното корито. Дали ви личи на вас во ова на уредување на речното корито? Жителите веднаш пријавиле во Државниот инспекторат за животна средина. Инспекторката Лидија Зафировска потоа побарала увид во документацијата на јавното предпријатие водостопанство, бидејќи во Карбенци копаат тие преку фирма подизведувач. Но на 1 април 2020 вработените во АД водостопанство ме спречија да извршам инспекцијски надзор. Поради тоа, изречена е забрана ова правно лице да врши вадење песок, чакал и камен од коритата и бреговите на водотеците се додека трае вонредната состојба. Водостопанство е задолжено за забраната веднаш да ги извести сите правни лица со кои има договор за црпење песок од речните корита, како и сите полициски станици во општините каде има локации за црпење на песок. Водостопанство не одговори зошто не дозволиле увид во документацијата, но забраната што ја изрекла инспекторката значи дека се додека трае вонредната состојба, секое уредување на реките е противзаконско. Инспекторката Зафировска со месеци бара ресорното министерство да ги одземе сите дозволи за уредување на речните корита. Причината е што водостопанство добива времени дозволи, па кога тие ќе истечат, подизведувачите се повлекуваат од терен без разлика на состојбата што ја оставаат зад себе. Таков е примерот со реката Пчиња во Горно Коњари. Жителите велат дека непрописната работа го уништила и зелениот појас, кој сами го насадиле за заштита од излевање на реката. Нивото на водата е спуштено некаде за 3 до 4 метри и тука веќе нема берикет. Сега узурпаторите, односно корисниците на дозволите, наводно за регулација на течението на река Пчиња, намерно ги пробија појасите, ги секоја шумските делови, се со цел да повторно предизвикаат катастрофа. Покрај еколошка да направат и дел од поплави во дел од населението во Горно Коњари. Зошто би го сакале тоа? Заради
да имаат алиби како можат наводно да кажат дека населението има потреба од наводно некаква регулација. Ресорното министерство досега немаше јасен став за злоупотребата на дозволите, но по случајот во Карбинци велат дека откако инспекторатот ќе направи увид во дозволите, ќе постапат согласно насоките. По овој период, на предлог на Државниот инспекторат, не само оваа дозвола, туку сите дозволи ќе се одземаат согласно законот за води. До тогаш, чувари на реките остануваат земјоделците, оти немаат алтернатива. Само да не ни направат поголема штета, значи ќе ни падне речното корито, ќе ни ги однесе нивите. Не може вака, никој нема право да се подигрува со овој народ. Речниот песок не е единственото јавно добро што се експлоатира. 360 степени есеноска се бркаше со дивократци на планината Китка. Почна бркотница. Го следевме возилото за да ја откриеме неговата крајна дестинација. Му се доближивме, но за кратко. Неколку минути подоцна, само од прашината можевме да заклучиме дека влета во двор во една од куќите покрај патот. Ресорниот министер Трајан Димковски во ноември вети поддршка на оние што се борат со организираната мафија. Платите мора да ги покачиме, платите на вистина се ниски, дека во контроли, во фаќање на дивократци, на дрвократци, имаме подобрена состојба. Неколку месеци подоцна, шумските полицајци велат дека се е постаро кога се во прашање нивните работни услови. Приморани сме да се снаоѓаме со униформи од колеги од полиција, од гранична полиција, да купуваме од ете ние во Битола од Лерин, да шиеме, се снаоѓаме на секој можен начин. Платата на шумскиот полицаец е за тежината на работа е многу мизерна, би се изразил. 17.000 негде 500-600 денари земаме плата, во нив се вклучени и храна и превоз. А шверцот велат останува на завидно и организирано ниво. Имаш вербална расправа, имаш вреѓање, имаш закани по живот, закани за фамилијата. Секој нормален би се запрашал дали за платата која земаме вреди ова нешто што го работиме и да влегваме во таков ризик на работа. Прашавме во Министерството, зошто нема покачување на платите и како мислат да се реорганизира борбата против нелегалната сеча. Одговор до емитување на емисијата нема. Освен за песок и дрва, камионите служат за транспорт и на други работи, како на пример јаглен во рек Битола. Единствените машини кои се на рек Битола се најголемите на снимката. Се друго е на приватните фирми, од едноставна причина. Иако се расипувале камионите и багерите на комбинатот, не се купувале нови. Собрано, за 2 децении близу 370 милиони евра од рек Битола се одлеале кон приватни фирми, а парите од рек се народни пари. По повеќе годишниот јавен притисок и неколку одложувања, пред нова година актуелното раководство на електрани распиша тендер за првата фазна набавка на собствена механизација за рек Битола, вреден 19 милиони евра. Се пријавија 12 фирми, но пред електронската аукција тендерот е привремено запрен. Компанија која не учествува на огласот поднесе жалба до Комисијата за жалби по јавни набавки, која речиси 3 месеци нема објавена одлука. А ако нема нови државни машини за рек Битола, тогаш повторно ќе мора да се најмуваат приватни. Пет години по првата бомба, објавивме дека единствениот функционер за решетки од предметите на СЈО е Ѓоко Поповски. Помошникот на министерот за внатрешни работи беше осуден на 4 години и 6 месеци затвор за тенк, случај за набавката на блиндираниот Мерцедес. Така, засега во јавноста останува неговата изјава која даде пред судиите на апелацискиот суд при јавната седница за случајот тенк. Ако не можете по магарето, удрете по самарот. Причината за епилогот што го објавивме во јануари е што голем број од предметите на СЈО се враќаат од почеток, најчесто поради промена на судии или недостаток на поротници. Но и денес, Поповски е единствениот функционер во затвор. Во меѓувреме има уште 2 првостепени пресуди за транспортер и за Титаник 3 и 5 предмети кои наместо да завршат почнаа од почеток. Тоа се ТНТ за уривањето на комплексот Космос, Талир 1 и Талир 2 за финансирањето на ВМРО ДПМН, Монструм за петкратното убиство кај Смилковското езеро
и тендери против екс-министерката за култура Елизабета Канчевска-Милеска за музејот на ВМРО. Причината за враќањето од почеток на предметите, како и во минатото, се проблеми со поротниците. Прашањето конкретно за судиите поротници во рамките на судот и во рамките на постапување на еден предмет е исклучително надлежност на судот, односно на судскиот менаџмент, во случајов претседателите на судовите. Значи, тие кои што и согласно судскиот деловник имаат обврски да се грижат за непреченото спроведување на судењата, да внимаваат на овие рокови, доколку на некому од поротниците набрзо истекува или мандатот, да се навреме извести за тоа надлежниот понатаму орган кој што треба да распише или да се изберат понатаму нови поротници и слично. Но од кривичниот суд велат дека проблемот не е во менаџментот, туку во законската регулатива. Овозможува одолговлекување на постапките при евентуална измена на судечките совети, бидејќи во законот не се регулирани обврските на поротниците и механизми за сузбивање на евентуални злоупотреби. Судиите поротници се представници на граѓаните во судската постапка, а како суд постојано апелираме за недостатокот на поротници во кривичниот суд и потребата судскиот совет да именува повеќе судии поротници што ќе овозможат непречен тек на постапките. И Бирн на порталот Призма пишуваше дека поротниците се најслабата алка во правосудството. Според Призма, вината за недостатокот на судии поротници, судскиот совет ја префрла на Министерството за правда, односно дека позицијата не е атрактивна поради ниските надоместоци. Министерката Рената Десковска тогаш најави дека ќе го зголемат надоместокот, но сега од незиниот ресор велат дека измена во надоместоците е невозможна. Поради вонредната состојба, секаде се кратат трошоци. Ова навраќање на проблемите што беа актуелни до корона кризата е за да подсетиме дека сегашниот проблем во еден момент ќе се надмине, но и дека тој не смее да биде изговор за некаснување на кршењето на законите и корупцијата. Дали и како кризата со коронавирусот ќе влијае на закажувањето и одржувањето на првата меѓувладина седница од преговорите на Северна Македонија за членство во Европската Унија и генерално за релациите ЕУ-Западен Балкан во време на пандемијата? Владимир Мирчевски. The Commission welcomes the EU leaders' endorsement to open accession talks with both Albania and North Macedonia. Оваа вест од пред непол месец, иако се чекаше 15 години, се најде на крајот на информативните изданија во земјава тој ден. COVID-19 засени се, од зачленувањето во НАТО до одлуката за почеток на преговори со Европската Унија. Двете клучни цели не само на оваа, туку и на други влади од 1991 до сега. Тоа се нотира и во овој бриф на БИЕПАК, советодавната група за јавна политика Балканот во Европа. Тимот меѓународни експерти кои со години го следи процесот на интеграција на регионот кон Унијата, заклучува дека поради COVID-19 едноставно кажано не успеавме да му се израдуваме ниту на полноправното членство во Алијансата, ниту на одлуката за почеток на преговори со Унијата. Но она што се чини поважно се насоките што БИЕПАК ги дава за војнина во документот насловен Западниот Балкан во период на глобална пандемија. Препораки има и за земјите членки, и за земјите аспирантки. Документот сугерира дека и покрај здравствената ситуација која во моментот е врвен приоритет, Унијата мора да го продолжи процесот на интеграција на земјите од Западен Балкан како што е предвидено со новата методологија за пристапување, така што во најкусможен рок ќе почне преговори со Северна Македонија и Албанија. Но дали динамиката ќе биде забавена поради корона кризата и дали во јуни, сепак нема да се одржи првата меѓувладина седница со земјава, како што претходно се најавуваше и во Брисел и во Скопје. Hopefully, we're going to see an factual start to accession talks, but I would be also not too optimistic about high speed because, again, a lot of it is about also trying to deal with economic fallout in the European Union and trying to, in a certain way, make sure that countries like Italy, feel like they're not left alone with the consequences of the crisis. Без разлика на каков ќе биде одговорот на Унијата и колку долго ќе трае оваа пандемија, дека до крајот на годината ние ќе можеме да го и реално да го започнеме овој процес, доколку не може нели во живо во Брисел, може истото да се направи онлайн.
дали Унијата киксна зашто не успеа брзо да реагира на ситуацијата што пак доведе до подем на националните влади во очите на граѓаните. Иако самиот предупреди на опасноста од појава на коронавирус национализам, францускиот претседател Макрон само неколку дена по оваа изјава ги затвори границите на неговата земја. Во прифод не се исклучува можноста од реафирмирање на улогата на националните држави во рамки на самата Унија. Дури се предупредува на враќање на национализмот во ЕУ. Што би значило ова за Западниот Балкан, од каде национализмот никогаш не си заминал? Спориот одговор на Унијата не се базира поради немањето на механизми, туку едноставно здравствените политики се политики на земјите членки. Не се организирани од страна на самата Унија и од тука произлегува и самиот одговор на Унијата. Но може сега да се види дека зема замав овој повеќе координиран пристап на земјите членки од страна на Европската Унија. We see that in Italy there's been a rise of kind of Euroscepticism, and there's a certain sense of being left alone, and we see that it's very hard to have solidarity in a moment of crisis. But again, the EU starts to be more effective. It's not a quick actor, but it's once it starts moving into gear, it's able to help much more effectively than big geopolitical actors like China or others. Пандемијата представува предизвик за сегашниот глобален поредок и воспоставува нова геополитичка реалност во Европа. Ова важи и за регионот Западен Балкан, пишува во брифот на Биепак. Предупредувањето до Унијата е дека други глобални играчи, конкретно Кина, може да ја искористат кризата за дополнително пенетрирање во регионот. Well, China has used the moment of crisis to engage in a nice exercise of public diplomacy, or you could call propaganda. I mean, we have to keep in mind the EU has helped China at the peak of the crisis there. And in mid-March, when the times were the worst in the European Union, it was a little bit arrogant and a little bit also, I would say, foolish of Serbian President Vučić to kind of align himself with China so publicly when the real struggle was within the EU. So of course the EU was dealing with how to fight it in Italy, in France, in Spain, and not in Serbia. So it seems like this was really kind of used for domestic purposes. So one shouldn't believe that China is pursuing a selfless agenda when it provides, in fact, very limited assistance even during the crisis. I mean, a lot of it was sold as being assistance, was in fact sold. Клучно според експертите од оваа група е Унијата во идниот период да го продолжи процесот на интеграција на регионов и Западниот Балкан да биде составен дел не само од плановите за опарување на европската економија, туку и од плановите за подобрување на координацијата во вонредни услови на пандемија. Користа ќе биде двострана и за државите од регионот, но и за кредибилитетот на самата Унија на Балканот. Имаме уште содржини, по паузата е саботажата. Лидерот на елитната експертска единица на патриотската опозиција во стилот на истомислениците ширум светот, локално ја пласира глобалната теза, рециклирајќи ја истата, вообичаена акузаторна позиција, со која вината за пандемијата се префрла врз оној што предупредил на опасноста која таа ја носи. Значи Филип се не раководи сега. Ја ти уверувам, денеска на 6-7 прашања не знам, не рече, не знам, ама ќе се разберам, ќе кажам, ќе ви јавам и та. Не, тоа не е ни кризен менеджмент, тоа не е ни менеджмент во вонредни состојби. Па ти бараш Бил Гейтс да ти искочи, така? Не, немој Бил Гейтс, па тој е кривецот за оваа ситуација, еден од кривците. Во таа низа се забораваат низа знаменити имиња без кои се разбира, не би била целосна сликата за завереничката стратегија. Во регионални рамки, задолжените за неа изгледа дека освен со политички деташман, им даваме ветер во грбот и со нашата несебичност. Иако веројатно изненадување за многумина, но најмногу пари од Македонија лани заминале во Унгарија, земјата со специфична демократија на контраверзниот во Европа, Виктор Орбан. Таму македонците своите картички ги пеглале за 29,8 милиони евра. Потаму средствата ни се враќаат со поддршка за развој на демократијата и за унапредување на незиниот квалитет во една од незините најзначајни сфери, како што е слободата на изразувањето.
Придонесот е видлив и во значајна мера го оправдува влогот, особено во тематски благородни емисии во кои фокусот е јавна промоција на борбата против говорот на омраза. А што се однесува до говорот на омраза, се што треба е тие кои прават кривични дела да одговараат. Но рускиот шпион, кој го води Советот за етика, не може мене да ме оценува и не може да одлучува дали јас ги исполнувам неговите стандарди. Стандардите се поставени да се почитуваат, но тие се прилично растегливи кога невидливите ентузијасти се обидуваат да станат визибилни и да се вмешаат во трката по стекнување брза популарност. Тоа особено важи за медиумските кокичиња, чија независност и објективност веќе никогаш нема да биде доведена под знак прашалник. АК Прес Инфо направи едно истражување на 1200 испитници и ги доби следниве резултати. ВМРО ДПМН е 33,5%, СДС 27,6%, ДУИ 5,4%, Алијанса 3,7%. Од ова можеме да заклучиме дека ВМРО ДПМН е апсолутен победник на овие избори. Но за опозицијата да ја преземе власта, неопходно е најпрво да се излезе низ испреплетените ходници на правото, преку кои се стаса до денот на изборите, кој во отсуство на собрание, токму според толкувањето на нивните екс-партнери, е дури практично неможно да биде определено, освен нормативни, не постојат ниту технички услови за одржување седница, особено не видео. Ние немаме се уште ни по деловникот, ни по закон уредено таков начин на одлучување во собранието, ќе мора да се гласа. Ако беше така, и Никола Груевски ќе гласаше од Будимпешта. И конечно, по анкетата следува и убедлива лекција за крај. Младите од Унијом на млади сили на ВМРО ДПМН Штип јавно ги искажаа своите ставови за подршка на моменталната состојба во државата. Останете дома, да бидеме пример, да не веруваме во лажни вести, да се грижиме за собственото и здравието на другите. Нема ништо поважно од вистината. Важно е таа примерно да се чува. И од неа зависи и здравието. Се одјавувам на крајот на уште едно издание на 360 степени. Следното е в петок од 22. Пријатно.